Почитувани гледачи, ги следите вестите на програмата на Канал ВИС. Во вестите гостин е првиот човек на Дујран, Анго Ангов. Градоначалниче, благодарам што дојдовте во студиото и во вестите на Канал ВИС. Изминатиот период многу галама се крена околу квалитетот на водата на Дојранското езеро. Каква е состојбата сега? Дали имате ли последни извештаи и што како локална самоуправа превземате во тој поглед да се надмине проблемот со квалитетот на водата на Дојранското езеро? Добар ден. Значи, повеќе наврати имам напоменато дека не знам од кои причини во последниот период има зачестени напади врз, ќе го наречам напади врз и општината, но и за квалитетот на водата во Дојранското езеро. Иако ние будно ја следиме ситуацијата со Дојранското езеро, посебно Институтот за јавно здравје, кој што во текот на летната сезона зима многу пати, во многу наврати и примероци и постојано го испитува квалитетот. Сите тие резултати се јавно објавени на веб страната, значи од институција која што е задолжена за грижата за здравјето на граѓаните, така да простор за загриженост нема. Инаку во многу наврати имам напоменато дека и ние треба секако да се трудиме да го подобриме квалитетот, затоа што навистина по надоаѓањето на водата, по навлегувањето во одредена бујна вегетација, со рушењето на патеката и ред други проблеми кои што ни се појавија, ние постојано работиме на подобрување на квалитетот на водата, постојано заедно со невладиниот сектор, ќе напоменам стручни лица, експерти кои што се најмени заедно со нас, односно со невладиното здружение Милија Контакт. Соработуваме од поодамна, веќе 2-2,5 години. За овој изминат период имаме направено многу испитувања, имаме направено многу анализи. За прв пат е изработена студијата за валоризација, менаџмент планот за управување со езерото, кој што на некој начин се закон за езерото и сме обврзани согласно законот за заштитени подрачја, односно за од 2011 кога Дојран е прогласено за споменик на природата. Така да сето она што се бараше е изработено, направена е анализа што е најголем проблем, кои се најголеми загадувачи на Дојранското езеро и се преземаат низа мерки. Да. Ова се документи кои што се потребни согласно законската регулатива. Но општина Дојран во повеќе наврати доби средства од владата токму за заштита и унапредување на Дојранското езеро. Спомнувавме суми некаде од 1.600.000 евра и така натаму, сега да не ме фаќате за збор. Овие средства искористени ли се или доправа ќе се инвестират за заштита и унапредување на Дојранското езеро? Овие средства не се искористени, бидејќи првичната намена беше за чистење на езерото од самата кал која што се наоѓа и други зафати, меѓутоа не добивме согласност од Министерството за животна средина. Затоа истите се пренаменети и стојат на наша наменска сметка, каде што очекуваме дополнителни средства и некаде околу 3 милиони евра кои што ќе бидеме поддржани од страна на владата и да изградиме нова прочистителна со поголем капацитет и пософистицирани методи на работа и санација на колекторскиот систем. А со тоа да го спречиме еден од поголемите загадувачи на езерото. Тоа е прв чекор кој што беше таргетиран и од наша страна и од страна на експертите. Сето тоа, откако ќе го средим, откако ќе ги добиеме тие средства и ќе се отпочне со работа, јас се надевам дека на почетокот од наредната година ќе отпочнеме и со градежни активности за санација на колекторскиот систем и на новата прочистителна станица. А дополнително се работат и други анализи, други начини на подобрување на квалитетот, така што навистина можам да им кажам и на граѓаните и на сите тие кои што се засегнати дека се работи на многу полиња за подобрување на квалитетот на водата, но и на заштита на самото езеро. За таа цел имаме направено многу документи, многу проекти. За таа цел и Словенска амбасада ни стана стратешки партнер каде што ќе помага секоја година во подобрување на квалитетот на водата и за заштита на животната средина и ќе ги следиме многуте примери кои што се случуваат во Словенија и во заштита буквално на животната средина. Така да она што е наша задача ја работиме, знаеме како, имаме ангажирано експерти, нема очигледно комплексен е проблемот со оглед дека долго години не е инвестирано во прочистителната станица и во колекторскиот систем. Но градоначалниче, легитимно е прашањето. Во услови на енергетска и економска криза, притискате ли
сериозно владата да ги додели тие средства за да отпочнете од први или од почетокот на наредната година, бидејќи овој проблем повторно надоаѓа и може повторно да имате реакции. Точно така, да се притиска од сите страни, го знаат проблемот и наидовме на разбирање. Токму за таа цел веќе е спремна информацијата до влада и се очекува во текот на оваа недела да биде веќе пратена и разгледана на следната седница на влада. Се надевам дека ќе бидат одобрени тие средства затоа што истата информација е пропратена со сите проекти, со сите анализи кои што ги имаме и дека навистина треба да се санира и да се грижиме за нашиот бистер, бидејќи Дојранското езеро не е на општина Дојран, туку е на државата и треба сите заедно да се грижиме за тоа. Рековте реконструкција на колекторскиот систем, отприлика колку процент ќе биде реконструиран и дали новата пречистителна станица ќе биде на сегашната локација или пак ќе биде реконструкција со доградба на некој нов колектор и таму? Значи се планира санација на колекторскиот систем на најризичните подрачја, односно имаме веќе направено снимање, роботски снимање во самата канализациона мрежа и колекторска мрежа. Така да знаеме ситуацијата, знаеме кои се најризични подрачја каде што треба да се изврши санација. Со специјален метод на санација ќе се изврши сето ова. Има предвидено таму пластифицирани цевки кои што се вградуваат внатре и ќе се санира. Новата прочистителна се планира на истата локација со можност на реконструкција и на веќе постоечката, за да можеме да имаме комбинации кога во летниот период имаме поголем број на... Значи, зголемување на капацитетот на пречистителната станица, доградба и изградба на нова. Фактички тоа ќе биде како еден нов комплекс. Да. Меѓутоа, методологијата на работа на самата прочистителна, бидејќи е застарен тип на прочистителна станица, мораме да на некој начин доаѓа изградба на нова прочистителна станица со нови методи, фактички во овие услови кога имаме огромни потрошици за електрична енергија, на некој начин да добиеме и заштита во електрична енергија. Има предвидено и изградба на соларни панели кои што навистина ќе помогнат и кои ќе го заштитат комуналното претпријатие. И само за крај, не сум експерт, но многу ми навела дека влијание има и тоа што нема дотур на свежа вода со ѓавото. Каква е хидроложката состојба и колку има тоа влијание? Ако затоа сакам да прашам, што велат вашите анализи, не вашите, туку анализите на експертите кои што ги ангажирате, бидејќи мора да се заснован се на научни факти. Вака, значи хидросистемот ѓавото мора да функционира, да биде во кондиција, затоа што кога ќе имаме потреба, посебно во летните периоди кога имаме поголем губиток на вода, да биде активен и на некој начин да го одржава нивото. Во моментов немаме потреба за загриженост, бидејќи се уште се наоѓаме на некои 60-70 см над нулта кота. Значи во поволна состојба. Да, во поволна хидроложката состојба е во поволна ситуација. Меѓутоа, овој хидросистем мора да се одржава во кондиција, затоа што кога ќе имаме потреба, повторно треба да се активира. Разговаране со Министерството за животна средина и секако дека и тие го знаат проблемот. Единствено што не е во функција во моментов хидросистемот е само поради големите трошоци за електрична енергија. Така да се разговара и официјално ќе бидат пратени дописи од наша страна дека посебно во периодот од пролет па до крајот на летната сезона мора да функционира тој хидросистем и да се одржава. Да. Што се однесува до ситуацијата дали таа вода влијае на квалитетот на водата во Дојранското езеро, секако одговорот на експертите е дека се работи за различен тип на води и секако дека таа влијае на нарушување на биодиверзитетот на Дојранското езеро, меѓутоа тоа е единствен начин како да се одржава и водната ситуација во самото езеро. Да. Така да, мислам дека треба да се користи, но со посебни планови, посебни стратегии кога е неопходно или пак превентивно да не дојде до ептен спуштање на нивото на Дојранското езеро. Градоначалниче, јас ви благодарам што бевте дел од вестите на канал ВИС. Се надеваме дека после Нова година, односно до Нова година, да се заврши таа постапка во однос на одобрувањето на средствата и да може веќе од јануари да се пристапи кон санација на колекторскиот систем и изградба на пречистителна станица. Благодарам.